Никој не ти е пријател додека не го брани твоето име, додека ти не си присутен тука, односно во твоето отсутство. Запомни, лесно е да бидеш пријател со некого, додека седиш на иста маса и си зборуваш добри зборови со него. Се смееш и зборуваш убави зборови. Но тоа не значи дека е вистинско пријателство, ниту дека е тој вистинскиот пријател за тебе. Само за тоа што со тебе зборува и си спомнува некои си убави зборови. Кога започнува вистинското пријателство? Токму тогаш кога тебе те нема таму некаден во тоа место или во таа маса. Кога некој ќе почне да те озборува, да ја намалува твојата вредност или да измислува некои си приказни за тебе. Тогаш се гледа кој е покрај тебе, а кој само глуми додека е со тебе. Искрено, и оној пријател кој молчи таму некаден на таа иста маса, додека зборуваат и додека го оцрнуваат твоето име, не е поразличен од другите. Да, тој може би молчи, но запамети, тој е поопасен и од другите, и од овие што зборуваат во твоето отсуство и кои пробуваат да го оцрнат твоето име. Затоа, јас често велам, често апелирам во сите своји видеа кои ги имам објавено тука за вас, дека пријателството не бара зборови, пријателството не бара само лажни прегратки, пријателството бара жртва, дела за памети. Затоа, брате, добро гледај, подлабоко гледај кој те брани, додека тебе те нема, додека ти си отсутен. Биди внимателен, биди подготвен, биди храбар да кажеш доста е. И за крај, биди со Бога, исполнувај ја неговата волја, за тој да си спомне за тебе и да те сочува од самиот себе и од сите оние кои се представуваат како твои пријатели и твои сопатници во твојот живот. Чувај се. Запамети, вистинскиот пријател се познава само тогаш кога тебе те нема, тогаш кога ти си отсутен таму некаде. Немој да гледаш само на тоа кој се смее со тебе, гледај кој те брани позади твојот грб. Тишината открива кој е вистински пријател, кој те брани кога ти не си тука.